се носи предлог на законот за проценители, во кој на некој начин се враќа истата работа која веќе беше донесена во 2010 и беше исправена во 2011. Што е нашето образложение кога бараме повторно да бидат донесени измените кои веќе еднаш ни беа дадени, имено постапката околу донесувањето на законот од страна на предлагача Министерство за правда. Законот се носи без да се вовлечат или без да се консултираат заинтересираните страни. Во овој случај ние банките сме заинтересирана страна од аспект дека тоа веќе во одредени банки има и одредени сектори кои од повеќе проценители кои ги вршат тие проценки се далеку побрзи и поефикасни отколку што би ги вршеле другите овластени проценители. Тие проценки се далеку поевтини од она што е предвидено како цена за проценка, од страна на овластените проценители, и едноставно, значи, банките со своите проценители веќе не ќе можат да ги вршат тие проценки. Ценовниот аспект е доста битен затоа што крајната цена ја плаќаат потрошувачите, односно нашите клиенти, за кои, например, треба да се направи проценка за хипотека на стан, или треба да се направи проценка за одреден дуќан, или проценка за одредена фабрика. Така да просечните цени што ги има банките се далеку пониски, процедурите се побрзи, што значи би се успорил и процесот на кредитирање. На тој начин, со овие наши аргументи, сметаме дека носењето на предлог законот се избегнати процедури за консултирање на заинтересираните страни и евентуално нивни сугестии во оваа работа, а истовремено се поскапува и се успорува процесот на кредитирањето. Дописот што веќе го испративме до Министерството за правда, Министерството за финансии и Народна банка. Трошоците за процена кои банката ги наплатува од клиентот изнесуваат од 2000 до 2500 денари за стан до максимален износ од 10.000 денари за делови индустријски комплекси. Споредбено, согласно објавениот правилник за начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на недвижен имот, од 2013 година, трошоците за процена изнесуваат 4000 денари за стан до 40 метри квадратни, до максимален износ од 100.000 денари за хотели, мотели и одмаралишта. Например, за стан од 60 метри квадратни, доколку се земе предвид дека банките вршат процена еднаш годишно, а рокот за враќање на станбените кредити е до 30 години, вкупниот трошок за клиентот за целиот период ќе изнесува 150.000 денари наместо досегашните 2000 до 2500 денари кои клиентот еднократно ги плаќа пред користење на кредитот. И имаме чувство дека се враќа, односно овој предлог закон за процена, всушност се работи на текстот на кој веќе реагиравме во 2010 година. Тоа е една работа. И втора работа, само да ги дополнам и председателот и колешката моја, е дека во меѓувреме по влегување во сила на тој закон, значи се објавија низа правилници за кои овластените проценувачи треба да ги исполнат условите, односно дополнително да полагаат одредени испити за одредени сегменти на проценка, за движни, недвижни ствари, за транспорт и така натаму. Така да нашите проценувачи, вработените проценувачи во банките во Република Македонија, соодветно ги исполнија и тие услови. Значи банките дополнително финансира и во нивно дообразување и во нивно долиценцирање. Така да токму ова е идејата на оваа пресконференција, зошто законот не ни е доставен по регуларните канали за кои треба ние како еден од сегментите на кредитирањето и стопанството да реагираме.